Посејан со жито е дел од училишниот двор во село Уларци, место каде некогаш одекнувале детски гласови и игри. Наместо простор за дружење, околу 40 на млади денес ги пречекува нива и запуштена околина. Сане Арсов предупредува дека селото полека останува без услови за живот, а младите се потешко гледаат причина да останат или да се вратат. Велат дека без инвестиции во основните услови, селата ќе останат без деца, а училиштата без ученици. На нас и школото ни е веќе со житарица. Од истите, сега да не земам од екабуларо на премиерот, од тие глодари е изедено и школото. Немаме школски двор, немаме ние. Немаме стадион, немаме. Имаме 40 деца, 120 куки село, 500 жители. Како ќе се вратат младите? Дека ќе спортуват младите? Дециден е Арсов дека надлежните мораат да реагираат, предупредувајќи дека ваквата состојба ги остава децата без услови и го загрозува опстанокот на селото. Во треба сами да се питат, самата влада да се пита, ако вака прават селата, како ќе има деца? Ќе нема деца во селата. Сега ќе идеме во школскиот двор да го видите школскиот двор. Јас мислев дека е земјоделско училиште, оно основно училиште, подрачно, дека тие деца ќе излезат. Жито позади има. Тоа значи, не знам, треба да се видат, нека одеме до крај до сите институции да се преземат некои работи за ова. Градоначалникот на општина Чешиново облешава Јорданче Костадинов во телефонски разговор со Имнет телевизија изјави дека дел од училишниот двор е даден на вработен на училиштето со цел да се одржува.